Крај на негативното броење во општина Зрновци, по долги и неизвестни 4 месеци во оваа општина конечно е распишан оглас за вработување. 2 фирми од Мородвис бараат 3 работници. Трговец поединец вработува еден продавач на неопределено со 8-часовно работно време и плата од 15.000 денари месечно. Производно трговско друштво нуди работа за економист и правник. Вработувањето е на неопределено, а платата е 18.000, односно 20.000 денари. Стои на официјалната страница на Агенцијата за вработување. Овие 3 огласи за вработување даваат надеж, но не можат да го решат проблемот со невработеноста. Може ли општината да направи нешто сама за себе и да го зголеми бројот на вработени или е зависно од државна помош? Ние како општина, во минатото формивме зона за мало стопанство, добар дел на тие плацеви се продадени, тоа беше се во насока, да ги охрабриме и да им помогнеме на некој начин финансиски, да не ги оптеретеме, да можат да дојдат до своји плацеви каде што би ги изградили своите фирми и тоа за жал до сега тоа не даде резултати. А токму можноста за вработување и солидни плати е клучниот инструмент за задржување на младите во општината. Со добри плати да. А со овие плати не. А во спротивно ги нема? Па ќе ги нема. Кој нема плата добро, да се живее, барем 500 евра да има плата. Тоа е проблем ни. Би требало да останат. Секој си сака својата матична држава да живее. За добра работа би останалите. Ќе останат, од да не останат. Ако има барем 300 до 400 евра плата, јас не би одел ни жената да оде ни деца да ги праќа меди, него тука дека е камено, дека сме родени. Во Зрновци работат од 7 стопански капацитети, кои во најголем дел вработуваат од 25 до 45 лица, а само 2 имаат над 200 работници. Голем број зрновчани се принудени за екзистенција да патуваат во Кочени и Виница, состојба која неретко и кумува на одлуката за напуштање на Зрновци и преселба во соседните општини.